Над 12.000 работници пријавиле нарушување на работничките права, а 7.000 останале без работа. Ова е данокот што го зеде корона кризата. Според анализите на Штипското дружение Гласен текстилец, повеќе од 30% од вработените во изминатите години и половина се соочиле со незаконски отпуштања, несоодветни услови за работа, непочитување на работничките права. Посебно во една ваква криза, светска криза, економска криза, настрана од здравствена, каде што многу жени останаа без работа и токму тие најмногу ја почувствуваа оваа криза. Знаете дека низ целата година од започнувањето на коронавирусот ние дававме конкретни мерки што треба да се направи за да немаме губење на работна места. Знаете дека први ние укажаме на злоупотребите со државно. Приказната за работниците од Штипската конфекција Алконтекст, отварајќи и затварајќи фирма на иста локација, е типичен пример како може да се манипулира со законот. Потребно е вклучување на сите институции. За штипските борци за работнички права, изминатиот период треба да биде лекција, од која ќе се извлече силна поука. Не знаеме дали коронавирусот ќе прекине, не знаеме дали ќе има понатаму, ќе има дефинитивно последици, ова нема да се врати тек така во нормала. Меѓутоа треба да имаме изграден план како држава, како институции, како организации за работнички права или работодавачи, да научиме лекција од сето ова и да имаме соодветна стратегија да одговориме. Ние немавме стратегија. Значи, ние учевме у ход. Според Гласен текстилец, брендовите за кои работат нашите компании имат огромна одговорност и можат многу да ја унапредат состојбата со работничките права. Од утре започнува петата поред текстилијада, која ќе се одржи под мотото известувањето и улогите во борбата за работнички права.